Почитувани, македонскиот земјоделец, барем за миг, може да биде спокоен. Во текот на вчерашниот ден, целата партеничка група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија повторно успеа да ја спречат власта преку штетни законски решенија да наштети на голем број на македонски земјоделци. Ние, како народни избраници, имаме одговорност и обврска да ги штитиме и браниме интересите на сите граѓани подеднакво, вклучително и на земјоделците. Токму затоа, слушајќи ги потребите и барањата на земјоделците, до собранието поднесовме предлог закон за измена на законот за фитофармација, со што ја избегнавме опасноста од затварање на речиси сите земјоделски аптеки по 25 декември оваа година, како што предвидуваше власта. Исто така, со нашиот предлог на закон го отстрануваме ризикот од создавање на сериозни проблеми за земјоделството од монополско здружување на фитофармацевските економски оператори, зголемувањето на цените, создавање на црн пазар, помала примена на препарати за заштита, прихрана и вештачки џубрива, ограничување во примената на добрата земјоделска пракса и по тој основ отежнато исполнување на условите за добивање на земјоделски субвенции, како и помал принос по единица површина и намалување на вкупниот обем на земјоделско производство во услови на глобална прехранбена криза. Токму досегашното законско решение, че резултираше со овие горенаведени штетни последици по македонските земјоделци и македонското земјоделство во целина. Сепак, пратеничката група на ВМРО ДПМН, заедно со колегите пратеници од Коалицијата, по кој знае кој пат излезе во пресред на барањата на земјоделците. Почитувани, во многу наврати досега се покажало дека секогаш кога земјоделците се ставени во тесно и немаат излез, пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата се браникот на нивните интереси и застапник на нивните потреби. Секогаш пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата имаат слух и разбирање за земјоделците. Така беше и вчера. Се надеваме дека колегите од мнозинството, кога овој предлог закон ќе дојде на дневен ред за гласање, ќе го прифатат ова наше позитивно законско решение и ќе покажат дека навистина се грижат за земјоделците, дури и во услови на тешка криза која што владее во Република Македонија. Ви благодарам.